Kako je videli, da braće i sestri, da počnemo ova propoved, ko neko odamnešno vreme si živeše jedan car. I toj car imaše slugi, odnosno da je počeo propoveda kako prikazna. Međutim, koga čovjek je pogledne na evangelskite perikope, site se kako prikazni. Zato što se kažan u alegoričen smisao. A zašto Gospod Isus Hristos odbira alegorija kako metod so koji sakada ni soopšti nešto? За да не принуди. Стариот завет, знаете, ги има заповедите, били не убивај, не кради, не прави едно, не прави друго, не прави трето, а новиот завет нема такви наредби. Зато е потребно преку нешто што е најблиску до тоа што се сака да се постигне, да се изрече вистината. И зато толку многу алегорија има во Новиот Завет и толку многу вистини се кажани и приказни. И ова парабола или приказна Господ ја кажува потполно вистинито, ама при тоа да не принуди. Не го вели Господ ве повикува сите на вечера, туку вели богат човек ги повикува луѓето на вечера. И порано и сега вечерата секогаш била место каде се собираат луѓето на некоја свечено, да можат и да си соопштат одредени работи, низ убаво јадење, секако и убаво пиење. Меѓутоа, видите колку несериозно луѓето што се... Замислете сега да покани некој државник на вечера неколку, а се сите званичници. Еве да речеме представителот на Америка да покани некој на вечер и ој да не дојде и да си најде изговор за тоа. Сериозно ќе биде тоа. Истото се случува и кога овој богат човек поканува на вечера, а едниот му вели си купив нива, ќе одам да ја пробам. Другиот му вели си купив волови, ќе одам да ги продам, да ги пробам. Третиот вели се оженив, затоа не можам да дојдам. Сериозни причини се тие за да не дојде некој на вечерата. Има некој температура 40 степени, па да речи имам температура 40 степени, ќе ме извиниш, не можам сега да дојдам. Ова евангелска перикопа е за нас сите браќи и сестри. Затоа што овој богат човек кој повикува на вечерата, во алегорија е самиот Господ, кој сите нас не повикува. Не просто да дојдеме да запалиме свеќа во црква, туку не повикува да учествуваме на вечерата негова. А вечерата негова е Евхаристијата, која и сега ја служиме. Значи, ги повикува луѓето да дојдат да учествуваат на трпезата негова. А колку од вашите комши и роднини ќе најдат изговори, толку наивни и уште понаивни од колку овие што ги слушавме денеска. И не доаѓаат на вечерата Господова. И некој после тоа е виновен. Значи, од една страна Господ со ништо не принудува, слободно сака да дојдеме да учествуваме во неговата заедница. А од друга страна, повикот кој го имаме, нас не може да не ослободи едноставно.
затоа што треба да имаме навистина многу добро предложение, за да речеме не сме во можност да дојдеме на вечерата. Вечерата е ова Евхаристија која ја служиме. И Господ не повикува сите на таа Евхаристија да учествуваме во телото и во крвта Негови. Ама ние наоѓаме наивни образложенија за да не дојдеме во црква. И после, кој не може да ни биде видомен? Видомен е Господ или некој од нашите роднини и пријатели кои одат во црква, одат на трпезата Господова, а ние не одиме. Господ нема да остане празен, тоа го покажува и ова евангелска перикова, само со повикот свој. Туку ќе му каже на слугите своји, односно ангелите, одете, приберете ги сите што се пораскршниците. И зато чудно изгледа кај некои луѓе зошто некои сиромашни, наивни луѓе доаѓаат на вечерата Господова и тие ќе се спасат, а луѓе многу паметни кои си замислуваат дека се многу паметни, тие ќе останат надвор од трпезата Господова. Токму затоа што Господ ги сака смирените по срце. Нема ништо на што се разгневува Господ повеќе од несмиреното срце. Зашто човек кој мисли високо за себе, тој е навистина безомучен, нелогичен, испразнат човек. Затоа што како може човек кој е смртен за себе да мисли нешто високо? Како што беше пред некој ден, кога читавме, кога Господ му вели на безумниот кој сакаше богатството да го собери во амбари, ќе дојдам вечер и ќе земам душата. И сега при таква состојба за секого од нас, ние да имаме гордост и високомислие за себе. А за жал, светот е преполн со такви луѓе, кои имаат и гордост и високомислие за себе. И затоа и не доаѓаат на трпезата на Господарот. Затоа што јас имам полова трпеза, имам дома од пиле млеко и ќе одам кај него, ќе ми даде нешто што може би не го јадам јас. Не е во тоа поентата, дали јадеме или не јадеме нешто. Туку поентата да се прилагодуваме. Затоа имаме ние и воздржување во црквата, односно пости ги викаме, за да се прилагодиме токму се да јадеме на трпезата Господова. Зашто Господ не повикува не да бираме, туку тоа што има да го јадеме, што е принесено да го јадеме. За тоа да се навикнеме, треба да се одрекуваме од себе. И човек што има замисла за себе висока, тој не сака да се одрекува од ништо, не сака ни да проба да се одрекува. Така, ама бројани се деновите, браќи и сестри. Бројни се деновите и треба да ги исползуваме максимално во добро. А не да си ги трошиме деновите, да си го трошиме животот, со други збори, во безполезни работи. Затоа Господ те подготвува со вакви евангелски перикопи. Не подготвува со слободно да пристапиме кон вистината и слободно да пристапиме кон неговото спасително дејство. Ама за да пристапиме слободно кон неговото дејство,
ili kako danes sovremeno se vika, interakcija da imаме по неговото действане, по неговият предлог въобще. Трябва да се подготвуваме. Затоа црквата не подготвува низ различни етапи и првите духовни вежби на приготовување. Денес е и недела на праоците. Зошто ги славиме праоците, ќе каже човек во црквата? Затоа што Господ наш Исус Христос има и човечко потекло. И тоа човечко потекло има генеза. Тоа ќе го читаме на Божи кој кого го роди, ама сега во неделата на праоците спомнуваме дека Христос Господ има прародители во неговото потекло. И се стигнува до Адама како прв створен од Бога човек, кој родот човечки го зачнува. А во тој род човечки Господ Христос добива потекло. Нашиот Господ, значи, е и Бог и човек. И тоа е најголемата разлика меѓу другите религии и христијанството. Ние сме верници на Бога кој постана човек. И тоа е многу важно и милоста негова, браќа и сестри, нека биде со сите вас, нека ве чува, нека ве храни, во сите дни на вашиот живот, помолите на светите праоци и на сите свети да поминува и спаси, како добар човек полюбец.